zašto sam impresioniran danas, poslije 4 godine kad sam bio prvi put ovdje, je da sam video ne samo da ekonomsko rastete, da ima puno novih tujih investicija u vašoj zemlji, ekonomskih investicija. Vidio sam nešto posebno što ću donijeti, prijenesti i u Sloveniju. Vaša vlada je veoma odgovorna i na području kulture i istorije. Ovaj trg Makedonija, to je nešto najveličasnije što sam vidio i sve čestitka predsjednik. Da imate odgovoran odnos do vlastne istorije i neki pedagoški odnos do mladih ljudi. Почитувани граѓани, покажавте дека и во Македонија се менува политиката, дека политиката не се вреднува само по убави зборови и празни ветувања. Покажавте дека политиката се вреднува со број на отворени работни места, со економски просперитет и успех на Македонија. Тоа е успешна политика. За овие 5 години покажавме дека институциите не само што треба, туку и мора да соработуваат. Кога соработуваат институциите во Македонија, имаме израз на заедништво, имаме еден глас која представува Македонија ни сите институции, ни светот. Кога имаме единство во државниот врв, имаме и успеси, тогаш и не почитуваат од надвор. Тогаш сите ја забележуваат разликата. Затоа сведочи и 5-те извештаи што ги добивме и 5-те препораки за почеток на преговори со Европската Унија. Затоа говорат извештаите на сите светски финансиски институции, кои неколку години ја рангираат Македонија како една од најповолните дестинации за отпочнување на водење бизнис. Затоа пред се говори довербата што граѓаните не ја даваат на изборите, бидејќи препознаваат разлика. Председателот на Република Македонија е избран од граѓаните и тој мора да биде постојано со граѓаните. Тоа бев во изминатите 5 години. 5 години бев со моите сограѓани, но и тие доаѓаа кај мене во кабинетот да кажат што ги тишти, што мислат за клучните прашања на државата. Можам да го сослушам секој и да забележам дека се менува ставот на граѓаните во Македонија. Нашите граѓани стануваат свесни за сите проблеми и предизвици со кои се соочува Македонија и за нив имаат свој став. Затоа одбравме мотото на ова кампања да ни биде државата ни е пред се, затоа што Македонија ни е пред се, а Македонија сме сите ние. Наша и ваша обврска во овие неколку денови е да допреме до секој човек, да се обидеме да им кажеме дека време е да се свртат кон себе, да се свртат кон своите блиски, да ги видат интересите на Република Македонија, затоа што ниту Заев, ниту Шекеринска не се грижат ниту за народот, ниту за Македонија, не се грижат за граѓаните. Ако се грижеа, ќе беа овде, пред вас, над пратеничките листи, а немаше да бегаат. Ќе кажеа што сработиле и што планираат да сработат. А што направија тие? Пуштија луѓе од резервниот состав да изгубат наместо нив. Вчера слушам нивниот носител, што ни вие, ни јас не сме го ни виделе, во Куманово споменувал дека некој некаде ќе клечел на колена, дека ќе излегувале на Мегдан и што уште не. Па се гледа дека клечењето на колена им е обсесија. Заев клечеше и молеше пред лидерите на албанските политички партии во Македонија. На грците им ветуваше дека ќе ја виткал кичмата. Изгледа ова клечењево и молењево во СДСМ е заразна работа. Но јас можам да му порачам на Петре Шилегов да заврти по еден телефон кај неговите сопартици Ана Павловска Данева или па кај Горан Минчев. Тие беа носители на листите овде во Бутел, во изборната единица број 2. Тие побараа, па и добија поддршка од некои од вас. И каде се сега? Па еве го Мегданот. Мегданот е на гласачките листи. Мегданот е пред граѓаните. Јас сум овде, секогаш сум со вас.
и кога е тешко, и кога треба да се слави. Секогаш можам да ве погледнам во очи. Затоа што работиме заедно, ама победите знаеме и заедно да ги преславиме. Ама нив ги нема. Го нема Заев, ја нема Шекеринска. Избега од поразот и го пуштија да изгуби Шилегов. Па поразот на Шилегов е и нивни пораз. Тој пораз е пораз на политиките на СДСМ. А Бога ми Шилегов си е познат по поразите. Некако си се навикна човекот. Првиот пораз од мене го доживеа во судница. Првостепениот суд за клеветите и навредите го осуди. Зборуваше се и се што за мене. Сега во недела ќе доживее уште потежок пораз. Ќе доживее пораз од граѓаните. Ќе доживее пораз од сите што прават разлика. Разлика помеѓу лаги, навреди, клевети и манипулација и разлика помеѓу проекти и дела. Драги пријатели, на 13 април имавме избори. Пред тоа имаше многу анкети низ Македонија. Едни велеа ќе победи кандидатот на ВМРО, други на СДСМ. Едни велеа мала е разликата, други голема е разликата. Имаше секакви прогнози. Па дури и она агенцијата Рейтинг, која кажуваше дека кандидатот на СДСМ ќе водел не знам со 100.000 гласа. Помина се тоа, го издржавме. Дојде денот на избори. Дојде денот на правата анкета, на вистинската анкета, на најверодостојната анкета. Тоа е народот. Тоа се граѓаните кои покажаа јасна и недвосмислена волја и силна, многу силна, мокна, голема поддршка за кандидатот на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија, сегашниот и иден председател на Македонија Ѓорѓе Иванов. Таа поддршка беше многу силна, со 450.000 гласови и со 123.000 гласови разлика. Тоа е многу мокна поддршка, многу голема победа. Тоа е многу голема разлика. Ви благодарам на сите вас за поддршката, особено овде во Бутел, каде што поддршката беше многу силна. Драги пријатели, остануваат уште само 5 дена до изборите. Уште само 5 дена до двојната победа на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Победа и на Ѓорѓе Иванов за председател, победа со 62 места во парламентот на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Тоа ќе биде една од најголемите победи во историјата на независна Македонија. Се виде народот на кого ја дава довербата на 13 април. И го слушам овој председателот на СДСМ, кој го постави Бранко Црвенковски, подготвува повторно терен, како и во првиот круг, да кажат, ако изгуби СДСМ, дека изборите не биле регуларни. Некако, не знам дали забележувате дека секогаш кога СДСМ е на власт, изборите биле регуларни. Секогаш кога СДСМ не е на власт и е во опозиција, изборите не се регуларни. Па како тоа, секогаш кога се во опозиција не биле регуларни изборите? И така и сега најавуваат веќе и отворено се изборуваат дека и овој пат, ако СДСМ не победиле, ќе ги прогласеле изборите за нерегуларни. Драги пријатели, по првиот круг, и тука им го гледам паметот колку име, заборавија барем една забелешка да достава до Државната изборна комисија. Немаат нити еден приговор за изборите овие од СДСМ. Нити еден приговор не стигна во Државната изборна комисија за нерегуларности на изборите. Во таа гужва, во таа нервоза, во тој гнев насобран кај нив, заборавија барем за алиби да достават 50 до 100 забелешки, колку да има
простор за лагите што ги кажа да има барем нешто да кажат, еве доставивме 100 приговори и на тоа се темели и нашето укажување дека изборите се нерегуларни. Една забелешка, еден приговор нема од партијата која што вели дека изборите не се регуларни. Толку им е памето, што да ви кажам, толку е тој гнев насобран, толку е таа нервоза насобрана таму што забораваат и лагите да се ги подкрепат со барем елементарни алиби пред граѓаните. И драги пријатели, го гледам аболицираниот криминалец кој деновиве се обидува мене и луѓето од ВМРО да не представи како криминалци. Го гледам како се обидува да не осрни со фрвање кау врз нас, а не знае дека тој на 27 ќе пропадне во сопствената кау, ќе се удави во каута што ја носи со себе. Реков еднаш и повторно ќе кажам, тоа се очајнички чекори на очајни луѓе. Луѓе кои што ќе ги слушаме уште 5 дена, како ќе викаат, како ќе монтираат, како ќе се силат, како ќе вадат фалсификати, како ќе покажуваат се и се што, секакви лаги, секакви измислици, и на 27 кој ќе видат дека повторно не можат да го изманипулираат овој народ, кој што веќе има доволно искуство и кој што веќе сите нас добро не познава и добро не одмерил кој сме и што сме, ама и добро нив ги одмерил во минатото гледајќи како се однесуваат. Кој ќе го видат судот на народот од 28, кој ќе се зграбчат меѓу себе да се расправаат, кој ќе се грабнат да се овинуваат, да се кодошат, да си монтираат внатре во СДСМ, нема да можеме да ги разделиме, драги мои. Ке ги издржиме уште овие денови, а потоа нека се исправаат помеѓу нив кој е прав, кој е крив. Ние имаме уште 5 дена до големата победа и ги поканувам сите оние кои што во првиот круг не гласаа заради било какви причини. Може би заради некои разочарувања, може би имале некои очекувања за себе, некој може би очекувал вработување, не добил, може би заради некои наши грешки. Ние не сме безгрешни, но работиме секогаш да ги исправиме. Но ги поканувам и оние кои гласа за СДСМ, и оние кои гласаа или планираа да гласаа за некоја малечка партија која се бори за еден или два пратеника и кој што најчесто не го добива и тој, да се приклучат на победничкиот тим ВМРО ДПМН и Коалицијата за Македонија со Ѓорѓе Иванов е победничкиот тим во Македонија. Дајте и вашата енергија за да можеме овие 2046 проекти кои ги имаме во програмата да се исполнат, да се реализираат без кочници, без уцени, без притисоци, без условувања, да можеме да ги завршиме тие 2046. А јас ви ветувам дека ќе имаме и други проекти кои што не сме ги ветели во програмата, а ќе ги исполниме за доброто на нашиот народ и за Република Македонија. Тоа е ВМРО ДПМН и така работиме за сите граѓани на Македонија. Затоа ги повикувам сите оние кои не беа во оние 450.000 во првиот круг да се придружат на победничката коалиција, на победничкиот тим во Македонија, на тимот кој победува, тимот кој реализира, тимот кој држи до зборот, тимот кој го исполнува ветеното, тимот кој работи од утро до мрак и повеќе од тоа, тимот кој ја смени политичката клима во Македонија, тимот кој носи инвестиции во Македонија и отвара нови работни места. Тоа е ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Од темнина до светлина, од солзите до насмевка, од зборовите до делата, има разлика. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.